вечер, за или против на Алфа, јас сум Бојана Димитриевска-Марковска, вечерва ваш домаќин. За актуелните политички случувања разговарам со двајца поранешни пратеници, Илија Димовски, добро вечер. Добро вечер. И Маријанчо Николов, добро вечер и за вас. Добро вечер. На почеток да почнеме со она што е најново, а тоа е брифингот на премиерот Ковачевски, кој денеска го одржа со новинарите, зборуваше за уставните измени и за предлозите. Нема намера да го прифати предлогот на да прифати барем еден од предлозите на Христијан Мицкоски, но излезе повторно актуализираше еден негов предлог, а тоа е бугарите да ги вметнеме во уставот и да почне процесот на евроинтеграција, па доколку има нови барања, да го прекинеме процесот и да се откажеме од Европската унија. Димовски, коментар? Видите, многу е непринципиелно и неискрено, можеби за прв пат од целото моје искуство кое што го имам, сум учествувал и на многу лидерски средби во минатите 15 на години. Значи, после изјавите на двајцата председатели на партиите, медиумските штабови на владеачките партии, на СДСМ и ДУИ, влегоа во една битка со извртување на вистината, популарно наречено спинување. Уште во првиот момент јасен беше сигналот дека е неискрен пристапот. Јас денеска го видов брифингот на премиерот, ама видов и една изјава од вчера или од денеска во која што кога дава изјава на камера, он вика ги прифативме сите предлози на ВМРО-ДПМН, кога разговара зад камера, кога разговара без снимање со новинарите, вели сосема друго. И тоа ми покажува неискреност во целиот обид да се најде некакво заедничко решение кое што велиме е потребно национално смирување на состојбите, стратегии за развој, стратегии за Европска унија. Имам чувство дека СДСМ и ДУИ во овој процес повеќе сакаат да му наштетат на ВМРО-ДПМН, отколку што сакаат да обезбедат две третини. Значи главниот приоритет им е да му наштетат на ВМРО-ДПМН. Попатно ако успеат да обезбедат двотретинско мнозинство, тоа би било гратис. Во тоа што јас го гледам како го проектираат. Но побитно за мене е тоа што неколку работи бар се расчистија во јавноста. Прво дека нема двотретинско мнозинство, иако министерот за надворешни работи за евроинтеграција неколку наврати минатите месеци велеа дека има обезбедено мнозинство. И Артан Груби убедуваше. Да, го изуми Артан. Тоа е првата работа што се расчисти. Втората работа што се расчисти е дека оваа влада составена од СДСМ и од ДУИ проектираше дека нема капацитет да реши проблем кој што сама го создаде. Значи прифаќањето на францускиот предлог беше со исклучена опозиција, не беше консултирана опозицијата и сега имаме проблем во државата заради тоа што државата прифатила француски предлог кој што власта не може да го спроведе. И сами проектираа со предлозите до ВМРО-ДПМН да влезат во власта, проектираа дека немаат капацитет да ги решат проблемите. За жал, мојата проекција и моите очекувања не се позитивни дека ова ќе оди на смирување. Мислам дека тука некаде овие денови ќе констатираме сите дека обидите да се најде решение помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ и ДУИ од другата страна привршуваат и за жал веројатно ќе гледаме притисоци, собраниски седници, долги одолговлекување на рокови, малтретирање на целото општество, малтретирање на целата економија, без да се соочиме со реалните проблеми на граѓаните. Николов, ваков предлог тешко, односно од ВМРО-ДПМН веднаш му порача на Ковачевски дека не прифатлив е за нив ваквиот предлог да се вметнат бугарите во уставот, да почне процесот, па ако има нови блокирања, да се откажеме од како ќе се реши сега ситуацијата. Можен ли е некаков компромис, можен ли е некаков договор? Бидејќи сега сме малку јас понадвор од политиката и како знаете кога двајца играат шах, тој третиот што гледа од озгора, можеби малку некои работи појасно може да ги согледа и јас ќе зборувам од аспект тоа што е најдобро за Република Македонија. У моментов, овака како што се одвиваат работите, почна добро, имаше конечно лидерска средба, во која што седна председателите на двете најголеми партии од македонскиот блок. После средбата се даде одредени изјави, меѓутоа процесот почна. И добро ќе беше од таа средба да си имаше еден записник подпишан
од двајцата лидери, на кои што ќе беше јасно ставени ставовите кој што, за што се залагал и кој што имал како пред. За да не се навлезе во различни толкувања. После веќе од тогаш утре дента, па дури и малку и после средбата, се почна да се случуваат ситуации кои што не водат кон приближување на ставовите, туку се оди некако како да се покаже дека едната страна покажала слабост, се сложила на уставни измени, што во суштина е малку поместување на ставовите на ВМРО-ДПМН, бидејќи тие цврсто велеа дека во овој собраниски состав не може да има уставни измени, а од другата страна се создава ситуација дека условите што беа дадени зошто ДУИ да не е во власта, ние се уште немаме објаснување. Какви гаранции би биле доволни за пратениците од ВМРО-ДПМН или ВМРО-ДПМН да го дадат својот глас за да почнат уставните измени, се уште тие прашања висат. Сега партиите меѓу себе се докажуваат кој наводно попуштил, кој сака да оди напред Македонија, кој сака да не оди, но во суштина не е тоа во интерес на државата. И двете партии јасно кажа, мислам, и двете партии се јасно определени за Европската унија. Тоа не е... Во Македонија нема партија, освен можеби една, сега не сакам да влевам во конфликт или две, кои што се отворено против тие сојузи, но нас ни е стратешка цел, една од стратешките цели, и мислам дека последна од аспект на меѓународната политика, почетокот на пристапните преговори со ЕУ и влегување во Европската унија. И партиите, имајќи ја довербата на граѓаните и одговорноста што ја носат, треба се да направат овој процес да успее. Кој ќе биде во тоа победник, поразен, или ќе добие, а некој ќе изгуби, тоа ќе окажат граѓаните на избори кои ќе се случат. Битно е да победи Република Македонија. Битно е оваа држава да го реши и ова прашање. И ако влезат, јас апелирам да се најде начин да овие прашања се затворат. Бидејќи јасно е дека и едната и другата партија, мојата матична СДСМ, ќе мора да направат одредени компромиси, да ја спуштат реториката и да влезат во решавање на проблемите и да дојдат до договор со ВМРО-ДПМН. Од друга страна и ВМРО-ДПМН ќе мора да свати дека пораките од меѓународната заедница се сериозни. Гаранции или да важи уставните измени од кога ќе дојде денот да станеме членка на Европската унија, не може да ја добијат таква гаранција. На крајот на криштата и да ја добијат таа гаранција, која ќе почнете вие процесот, постојат уште 30 членки на Европската унија кои што можат да ве блокираат. Па добро, во една ваква ситуација, затоа сме сега ние во една неблагородна ситуација. Да, но ниту една од партиите не добила мандат од граѓаните за да прави уставни измени. Ниту една од партиите во своите програми, кога ја бараше довербата од граѓаните, немаше уставни измени, дека ќе се менува уставот и дека ќе се внесуваат бугарите. Дали тогаш можеби решението е избори, па граѓаните да одлучат? Значи, и тоа е едно од решенијата. Значи, и тоа е решение. Но кој дали некој можеше да предпостави по решавањето на прашањето со Грција околу спорот со името, кој што малку и пошироко го опфати целото прашање, дека Бугарија ќе испадне со овакви барања. Дали некој, еве, ги имаш. Тие што малку подолго се во политиката, ги знаат политичките процеси, знаат дека Бугарија има своји аспирации оддамна. Кон една нивна фикција која што се вика голема Бугарија, но дека до ова ниво ќе одат да се осмелат на блокада, ако некој знаел,
тогаш ќе требало и да се каже. Ова за мене лично беше големо изненадување, пред се затоа што и кога се гласаше протоколот за влезот на Република Македонија во НАТО, помина во Бугарското собрание. Тогаш тие немаа проблем да изгласат Македонија, македонскиот народ да влезе во една меѓународна институција. Не им пречеше тогаш јазикот нацијата. Од каде сега испадна ова барање нивно да спорат дека ние сме и како народ, и како јазик, и како идентитет, нешто што тие не го признаваат. Живееме во 21 век, илузорно е ова што тие го прават и ние треба да покажеме зрелост. Од ВМРО ДПМН, односно од вашата партија, велат дека предлозите со кои излезе Мицковски на средбата ќе доведат до брза интеграција на Македонија. Дали може би овие предлози беа изнудени под некаков притисок од меѓународната заедница? Главната дилема која што имаме сите, верувам и господинот Николов, е дали Бугарија после евентуални уставни измени ќе продолжи со политиката која што ја прокламира последниве години интензивно, но во континуитет. Дали ќе продолжи со барања, со условувања, со историја, со идентитет, со јазик, со издаваштво и така натаму. За жал, во протоколот потпишан од Бујар Османи, кој што е дел од преговарачката рамка, се наведени сите позиции на кои што ние сме се согласиле да разговараме во процесот на евроинтеграција. Таму издаваштвото, значи не смееме ние да спонзорираме државно издаваштво за нешто што Бугарија нема да и се допаѓа. Може Кочорацин нема да и се допаѓа заради тоа што творел во период кога сме биле во војна со Бугарија. Продукција, архивистика, историја, идентитетски прашања. Значи сето тоа ние го имаме во преговарачката рамка. За мене е еден факт многу поразителен. Бугарската позиција во целост е вклопена во францускиот предлог. Францускиот предлог за жал беше прифатен од владата и сега ние немаме разговор помеѓу ВМРО и СДСМ кои се македонските позиции, ние имаме разговор, се убедуваме дали да го прифатиме ова во целост, 100% бугарските позиции или не. Многу ќе беше поедноставно ако македонските партии имаат воспоставена комуникација, единство и изградат позиции. Видете, предлогот за евентуално прифаќање на уставни измени со одложена примена при влез на Европската Унија дава одговор на стравовите кои што ги имам јас, Маријан, вие и сите во Македонија. А тоа се стравовите дали Бугарија ќе продолжи вака. Ако Бугарија продолжи така, ние нема да станеме членка на Европската Унија и никогаш нема да се реализираат уставните измени. Односно, има тригер кој што на Бугарија ќе ја одземе моќта да условува со историски прашања, со идентитетски прашања. Заради тоа што ние нема да отстапуваме или се надевам дека нема да отстапуваме, а Бугарија нема да го оствари нити ова со влез на бугари во устав. И ако ги гледате ни се една призма процесите на зависни садови, на врзани садови, тогаш има голема логика предлогот кој што беше изнесен од претседателот Мицковски. Значи го отстрануваме стравот кој што го имаме сите. Се жално е што ние немаме разбирање меѓу нас. Доколку е постигнато разбирање, јас тука не се согласувам со господинот Николов, доколку постигнеме разбирање внатре во Македонија и доколку пратиме делегација во која што ќе има од сите релевантни партии представници и од државните институции, тропнеме на врата во Вашингтон, во Берлин, во Париз, во Брисел, им кажеме луѓе, ова е тоа што можеме, ќе се изместат работите, заради тоа што ние сме во еден процес на взаемен интерес. Да, голем е интересот на македонските граѓани и на Македонија да стане членка на Европската Унија. Неспорно. Но и голем е интересот на Европската Унија да се прошири на теренот на Западен Балкан заради геостратешки интереси. Ние може немаме економија, немаме многу народ, немаме развиена инфраструктура, но територија имаме, која што за нив е битна. И ние, ако изградиме меѓусебно разбирање, внатре во Македонија ќе ни биде преговарачката позиција со странците многу поедноставна. За жал, во власта ние немаме политичари кои што се залагаат за македонските интереси, имаме политичари кои што се портпароли на тугите амбасади. На америчката, на германската, на холандската.
Супер, све тоа ни се партнери стратешки. Ама ние бираме премиер на Македонија за ги застапува интересите на Македонија. Не бираме портпарол на холандска амбасада. Бираме министер за евроинтеграција на Македонија. Не бираме портпарол на француска амбасада. Тие сакаат да си ги решат проблемите. Која е цената по македонскиот народ е помалку битна за Еден нас. од столбовите со кои Мицкоски настапи на лидерската средба е да се добие гаранција од земјите членки на Европската унија дека Советот на Европа. така дека нели ќе се гарантира македонскиот идентитет и македонскиот Односно, Европскиот јазик. совет. Така. Да. Во четврток Бундестагот носи одлука, значи резолуција конкретно за Македонија со која се вика да македонскиот јазик и македонскиот идентитет во Европската унија ги поддржуваме евроатлантските интеграции. Дали е важно сите 27 останати земји членки за ВМРО ДПМН да имаат вакви резолуции и што би значеле тие резолуции и што доколку Бугарија нема ваква резолуција, дали е ова дел од вашето барање? Две работи. Добро. Сосема кратко. Германскиот Бундестаг 2004 година донесе резолуција со која што ја повика и германската влада и сите влади во Европа да го признаат уставното име на Република Македонија. Денеска Германија не признава под друго име. Така да што парламентот декларира и што владата прави како надворешна политика не е секогаш во координација и ефектот не е целосен. Тоа е за поздравување и за благодарност. И треба да го почитуваме, но ние никогаш сме немале спор со Германија по однос на идентитетските прашања на македонскиот народ. Никогаш. И тоа не го решава проблемот. Од тука излегува нашето барање на едно дипломатско ниво во Европскиот совет, каде што членуваат 27 членки на Европската унија, да има афирмација и прифаќање, како што велиме од ВМРО ДПМН, многу вековниот македонски идентитет, засебност, култура, борба, традиција, јазик, митологија и така натаму. Тоа е тоа што не прави различни, што не прави идентитетски посебен народ. Во тој случај и ние како македонци ќе бидеме комотни да бидеме дел од такво друштво, зашто ако треба да платиме цена, да, стратешка цел е Европската унија, членство во Европската унија, но не само по себе. Тоа е повеќе метод како да ги оствариме стратешките македонски цели. Да имаме успешна економија, да имаме развиена култура, да живеат луѓето слободно, да патуваат слободно, да имаме отворени граници и спрема Албанија, ама и спрема Грција, и спрема Србија, ама и спрема Бугарија, да ние комотно да се чувствуваме како дома кога ќе отидеме во Воден, кога ќе отидеме во Благоевград или кога ќе отидеме во Белград, во Тиран. Тоа да, ама тоа е македонскиот интерес. Влегувањето во Европската унија е методот како да го оствариме тој интерес. А ако треба да не бидеме македонци и да ни е одземено основното човеково право и слобода идентитетски да се идентификуваме такви какви што сме, тогаш извинете, но јас лично таа цена не ја сакам, не ја плаќам, не ја прифаќам. Ако треба да бидам не македонец нешто друго, некаква мешавина од не знам што, граѓанин на некоја држава од 45-та и така натака, не благодарам. Сега вака како што стојат работите, тешко е да се каже дека може да се постигне некаков договор меѓу Мицкоски и Ковачевски. Во меѓувреме, потребата од гласање за уставни измени ќе веќе е влезена во собрание и крајот на јули, барем според најавите од вице-премиерот Артан Грубин, но и според собраниските процедури и рокови, треба да биде ставена на гласање. Двотретинско мнозинство јасно е дека нема, но ќе се обиде ли Социјалдемократскиот сојуз да обезбеди 80 пратеници на онаков начин како што се обезбедија за Преспанскиот договор? Најпрво дозволете да прокоментирам околу она Иле што го кажа. Мислам дека за исто зборувам. Значи, јас сакам да кажам јасно. Мене гаранција за тоа што сум не ми треба. Јас сум македонец. И сега не го кажувам ова да бидам не знам колку голем патриот. Има луѓе во оваа држава кои што ние сме луѓе македонци. Така се чувствуваме поради. Но некој ни го спорува идентитетот. Може кој сака да ни го спорува. Значи тука имале ако дозволите. Само значи околу тоа прашање и тоа не можете да го измерите. Ја не можам да му кажам на колегата или тебе Бојана, ти си помалку или повеќе патриот од мене. Тоа е лично чувство. Меѓутоа, сметам дека ние да се доведуваме у ситуација стално некој сомнеш за нашиот идентитет,
више станува безсмислено, не изгледаме сериозно. Овде се провеале толку владетели, толку војски, толку империи, па не го скршиле тој дух, бе, луѓе. Сме останале македонци, со идеја македонска, со совест македонска, со крв македонска, и сега да не влеваме во она патриотизам, не знам колку. Ние сме македонци и како македонци ќе влеземе во Европска унија. Му се свиѓало на Бугарија или на било кој тоа, ние така ќе влеземе. Меѓутоа, дајте да застанеме. Што сакаат да не блокираат? Што сакаат да докажат? На кого ќе му докажат? На крајот на криштата и земјите од Европска унија немаат разбирање за нивните ставови. Вие гледате, имаше извештај за Република Македонија во Европскиот парламент на известителот за Македонија Ќучук, така се. 320 амандмани, колку поднесоа бугарите, еден не помина. Се обидува на протоколот да стават уште да го внесат и комисијата и сите. Не помина. Европа не разбира. Нашите партнери. Германија еве ќе донесе како наш пријател резолуција. Се најавува Америка. А она што ме прашавте околу уставните измени, јас уште еднаш апелирам. Луѓе, дајте оваа држава да почне да размислува за образование, за здравство, за енергетика, за економија, за развој на државата. Ние со овие, како да кажам, прашања, кои што сами себе си ги наметуваме, партиите ги користат да докажат кој по-више ја сака Македонија. Наша држава, моја држава, и на тој што не е СДСМ, и на тој што не е ВМРО, на сите. И дури овие граѓани наши сограѓани што се изјаснија дека се бугари, а живеат тука, и нивна е Македонија. И тие веројатно не се А таму во Бугарија што постои една група и една стратегија, и сега таа стратегија спроведува група која што во моментот владее со Бугарија, тоа е проблем кој што е релативен. Јас сум да седнат политичките партии, да покажат еден став цврст, дека за идентитетот нема шанси и не ни дозволуваме да се преговара. Црвените линии. Тоа сум го кажал повеќе. И од тука натаму го зборува Илија дека треба да излеземе пред лидерите. Јас би сакал и сите заедно. Али еве нека биде прв чекор на ВМРО и СДСМ. Заедно да одржат заедничка еден до друг пресконференција, тргаме на патот кон Европа, нема прашања за идентитетот, колку ќе трае, ние сме македонци ќе останеме. Добро е тука, еве и албанските, представниците на албанските партии се придржуваат. Како ќе тргнеме кон Европа ако вратите ни се затворени? Се знае, условот е тој, што сме го прифатиле. Дали е оправдано, дали не е оправдано, или повеќе се занимавал со меѓународна... Дури премиерот според неговата изјава се сомнева. Како пат во кој што вие имате многу кривини. Имате еден врв, како што, низ кој што треба многу да се движите. И на тој пат ќе се отворат многу прашања. Ние дури може ова прашање ќе стане ирелевантно кога ќе дојдеме до прашањата за владење на право, за конкурентност на економија, за дали ние енергетски сме добро позиционирани. Би се навратила на тоа, велите, јас сум македонец и така ќе влезам во Европската унија, откако го сменивме името, откако станавме Северна Македонија. Голем број на странски политичари кои дојдоа во земјава не нарекуваат северно македонци. Тоа е, пак ќе кажам. При тоа не помина со реакција од Министерството за надворешни работи. Тоа нема да помине. Значи, ја спаѓам. Ние сме тука, тоа што како сме. ќе бидеме македонци кога постојано се обезличуваме и постојано даваме? Во секоја ситуација каде што не нарекуваат северно македонци да реагира. Да реагира и да каже ние сме македонци. И тука да се ја бранат државата, институциите да се ја бранат. Она што се случило до тука. Ние сме сега членка на НАТО. Еден сојуз кој што гарантира територијален суверенитет и интегритет. Патот, ако се отвори кон Европската унија, гарантира понатака и помош за развој во области кои што ни се од животно значење
за стандардот на граѓаните. А не посакувам до уставни промени да се дојде по друг пат, освен со консензус на сите политички партии. Ако дозволите да искоментирам неколку работи. Значи, за уше е убаво ова, Марија, што го кажува, но во голем дел е неточно. За жал. Прво, да, ние сме останале македонци, ама заради тоа што сме се бореле, односно нашите предци, дедовци, прадедовци и така натаму, се бореле да останеме македонци. Сега ние немаме влада која што се бори за македонските национални интереси, имаме влада која што во целост прифати бугарски ултиматум. Ма не го Тој прифати. Во целост. Не е во целост. Значи копиране во францускиот, во Тие целост. се обидува да ја Да не навлегуваме во историската комисија. После ќе си Историската- дадам коментар да, што е опасноста од понатака. Во ред. Втора работа. Кога велиме ние за идентитетот не разговараме, ја лажеме јавноста. Да бидеме искрени. Историската комисија и другите точки од протоколот подпишан од Бујар Османи зборуваат токму за идентитетот. Ако митовите, историјата, културата, музиката, филмовите, книгите не се дел од идентитетот, не знам што е дел од идентитетот. Не е идентитетот парола, јас сум македонец. Супер тоа, ама идентитетот сме го добиле и треба да го пренесеме. Нема да го пренесеме, заради тоа што секоја книга од сега натаму, која што ќе треба да биде издавана во Македонија, ќе мора да и се допаѓа на Бугарија. Секој филм, секоја театарска представа ќе мора да и се допаѓа на Бугарија. Тоа ви го пишува во протоколот. И не треба да кажуваме неточни работи на јавноста, дека нема да зборуваме за идентитетот. Тоа е тоа што ние сакаме да го адресираме и да го оневозможиме од штетните последици од францускиот предлог. Односно да ставиме услов кој што ќе се обиде Бугарија да го брка, а да нема простор да не уценува за ваква. Како? Со одложена примена на уставните Ама примени. имате јасен став на Брисел, дека Нема јасен тоа... став на Брисел. Сега, Нема јасен став на не знам, Брисел. Под паролот на Европската комисија има испадна кажа дека условот е тој. Марија, и јас и ти сме Значи, биле, и јас и ти сме биле И пратеници. ние посекуваме поинаква И јас и ситуација, ти- тоа е реалност. И јас и ти сме биле пратеници од Велес. И често пати сме решавале проблеми во Велес и ни било битно некогаш да го решиме проблемот, Дака е. а да не навлегуваме премногу во детали. Во некое село со вода проблем, си предлагал амандмани, сум ги гласал, општината ги спроведувала, сум лобирал кај Ставревски и така натаму. Но не сме навлегувале во историјата на проблемот, што било, кој комшија, кај му влегол на све. Ни било битно да обезбедиме пари за некое село. Така? Гледај го и ни става призма. И третата неточност е дека ние во моментов ја имаме Европа зад себе. Ја немаме Европа зад себе. Да не се лажеме. Тука е дипломатскиот неуспех на оваа влада. Зошто? Заради тоа што францускиот предлог, таков каков што е структуриран, е копирани бугарски позиции. Тука не се сложувам. Сите барања на Бугарија се дел од преговарачката Не рамка. се. Не е прашањето дали ќе се согласиме или не. Само Во треба да ред. прочитаме. Во ред. Протоколите два подпишани од Димитров и од Османи, само треба да ги прочитаме и ќе видиме дека тоа е све влезено во преговарачката рамка. И ние формално ќе разговараме за правосудство. Холандскиот амбасадор, кој што попатно бил дел од сите реформи во досегашниве 10 години во правосудство, ќе ни кажува колку не ни чинат проектите во кои што и самиот учествувал и ќе ни стави вето. Сигурно ќе ни стави Холандија бар 3 пати вето. Веројатно и со право. Еве самиот гледаш дека Веројатно и со има право. можности и за други вето. Веројатно и со право, но секогаш ќе го имаме условот во меѓувреме да преговараме дали Димитар Попѓоргиев Беровски дигнал македонско востание или бугарско востание, дали Илинденското востание се вика Илинденско или се вика Илинденско преображенско востание кој што сакаат бугарите. Дали Ѓорги Пулевски зборувал за Македонија во смисла на етнонационален идентитет или зборувал во смисла на регионален идентитет како дел од еден поголем бугарски идентитет. Тоа ќе бидат темите на разговори. Ако тоа не го отстраниме, а тоа можеме само ако постигнеме консензус во Македонија. Ако немаме од страна на СДСМ да ми ги бранат бугарските позиции. Не, треба да се соочиме со реалноста, да кажеме дека е проблем, кренеме рачна, да изгубиме 6 месеци, побрзо ќе стигнеме до целта сега ако изгубиме 6 месеци. Да изградиме македонска позиција, унифицирана, единствена, од која што нема ни лево, ни десно, ни 5%, и тогаш ќе имаме добра преговарачка позиција. Зашто ја подсетам, политиката треба да ја гледаме низ призмата на реалноста.
Веќе не сме за греф држава како што сме биле пред 10 години, која што се молела да стане членка на Европска унија. Денеска и Европската унија се повеќе доаѓа до ѕид во кој што мора да се прошири на Балканот заради тоа што има конкуренција тука. Ако има конкуренција, нашите позиции се поеќе. Да, крајна цел е Европска унија, но ако треба таму да влезам со избришана историја, со измиена иднина, фала не. Николов се повикуваше на ставот на делегацијата на Европската унија, која рече не се мешаме во внатрешните работи на државата, но упатуваме на заклучоците од Советот од 2002 година. Канцеларијата на Европската унија се вработени луѓе во институцијата наречена Европска унија. И тоа е... Сакате да кажете дека тоа според вас не е официјален став на Брисел? Не, тоа е официјален став, но треба да го гледаме врз база на реалноста. Тоа е став кој што ги имаат во заклучоците. Делегацијата никогаш нема да излезе од тие заклучоци се до моментот додека не се променат тие заклучоци. После тоа цело време ќе се држат до следните заклучоци. Наставно тоа е формулата како работат тие институции. Според вас во ноември би можеле да се сменат заклучоците? Во ноември е меѓувладината конференција. Па, дали ќе се одржи меѓувладината конференција, не знаеме. Заради тоа што ако нема уставни измени, нема да се одржи меѓувладината конференција на ниво на Европски совет. Апсолутно секогаш може да се променуваат заклучоците. Апсолутно. Тоа дека неменливо, нема враќање назад, ова земја или остави. Извинете, имаше и португалски предлог. Имаше и германски предлог, нити едниот ја доживи, двата ги одби Бугарија, па не падна никој во несвес. Кога има проблем, странците се многу порационални од нас. Не паѓаат во севдах, дека ова е последно и после ова ќе се умира. Рационални се, приоѓаат на проблемите, вамо имате ваков инпут, од другата страна имате ваков инпут, вамо ова се предности, вамо се слабости, приоѓаат на решавање на проблемот. Дали во меѓувреме ја ќе изгубам помалце или Маријан ќе добие повеќе, окей, значи еден геостратешки систем. Главната цел е да се реши проблемот. Она што јас го велам е дека ние треба да изградиме македонска заедничка позиција, да ги престанеме овие дебати во кои што се убедуваме дали бугарите ни ја спорат историјата или не. Ни ја спорат. Точка, ни ја спорат. И не е се тоа поедини групи. Едногласно бугарскиот парламент донесе резолуција за Македонија. Само нашиот не може да донесе. Едногласно во која што велат нема македонски народ, нема македонски јазик, македонската историја до 45-та е бугарска. Едногласно бугарскиот парламент. Еден пратеник не стана да каже извинете, ова нема смисла. Еден не стана. И сега ние тука се убедуваме дека не може, не е така. Така е. Колку побрзо се соочиме со лошата реалност, јас знам дека е комплетно, колку побрзо се соочиме со реалноста дека имаме болка, ќе најдеме лек. Ако глумиме дека немаме болка, нема да најдеме лек. Николов, ќе коментирате за опасноста, рековте. Реалноста е ова што Илего. Да, се извинувам, мора да направиме пауза за реклами, па продолжуваме, задржете ја мислата таму каде што застанавме. Почитувани, останете со нас, за кратко сме назад во студиото. Продолжуваме со за или против. Николов, зборувавме за опасноста од носењето на уставните измени. Што доколку поминат, вака како што се предложени од работната група, веќе влезени во собранието. Која е опасноста? СДСМ се залага да поминат така, па да го почнеме процесот, нели, на преговори без одложено дејство. Но споменавте и вие признавте дека има опасност. Која е таа? Значи, ако поминат уставните измени, овака како што е усвоена преговарачката рамка, значи да се вметнат бугарите, хрватите, евреите и уште црногорците како дел од народите кои што живеат во Република Македонија. Во тој случај ние ќе почнеме преговори по поглави. И Македонија ќе го отвори тој процес и ќе си течат поглавјата. Иле спомна, ќе има сериозни дебати, сериозни забелешки, вета, сега со новата методологија ќе тргнете напред, па може да ве вратат назад и сите. Што се однесува до ова прашање со обнесувањето на бугарите, ние ќе мора тука да го задржиме единството и да видиме тие што подразбираат, зошто прифатија да
се откажа од она историската комисија напредокот да биде услов за напредокот на Македонија на патот кон Европската Унија, што тие понатака ќе презентираат или ќе се обидат да направат, да не го подкопат уште повеќе сомнежот или да натераат да се докажуваме кој сме и што сме. Значи, не исклучувам да се зголеми значително бројот на овие здруженија кои што ќе се формираат. Може ќе формираат политичка партија, ќе испанат на избори. Може ќе дојде некој пратеник во собранието на Република Македонија, па тој ќе застапува таму одредени ставови. Значи, тоа се прашања кои што реално можат да се отворат. И тука треба ние цврсто да кажеме дека Република Македонија подава рака за сите тука што живеат и тие треба да ги почитуваат законот, правилата и уставот на Република Македонија. Тоа звучи теоретски добро, но за во пракса да се направи мора да имаме цврст став сите ние. Како граѓани, дека си ја сакаме оваа држава и сакаме да ја градиме. Возможно ли е такво нешто во една ваква ситуација? Прво, мислам дека како граѓани постои кај македонците силно патриотско чувство, меѓутоа политиката е толку многу навлезена во животот на граѓаните, што некогаш Што поклопува патриотизм. Што ги поклопува заради практични причини. Меѓутоа, тоа треба некако прашање да го ставиме на едно повисоко место од таа редица на прашања во Македонија и да стои таму и да тоа да не се расправа и да не се печалат политички поени кој е поголем патриот, кој е по луѓе, ова е наша држава на сите, која тука зборува и сите треба да покажат лојалност кон оваа држава затоа што некои се во институциите, некои се министри, некои се пратеници, некои се директори од различни етнички заедници и тие трошат пари на македонските даночни обврзници. Нема што да зборуваме од два етничка од она. Тие права Македонија у тој дел, барем до сега, се издвојува и по извештаите на меѓународните агенции, на State Department-от, на Freedom House, дека човековите, граѓанските права во Македонија се на високо ниво. И тоа треба сите да го почитуваат. А опасноста, повторно ќе кажам, дека тие ќе се обидат да наметнат нервоза, сомнеш и така натака, и веројатно имаат и многу финансиска поддршка. Ова се претпоставки, немам да конкретни докази, меѓутоа размислувам што би можело да се случи и од тука ние треба да се одбраниме. Ние не можеме цело време да бегаме од прашањето. Или ќе го отвориме, или цело време ќе дебатираме, дајте вака, дајте нака. На крајот на криштата едно решение ќе мора да се најде. Жално е да помина 30 години уште, што никој не го посакува, и ние дури тогаш да го најдеме решението. Значи, мора за ова прашање да постои тоа што се вика над партиски и над било каков консензус од сите граѓани и представници на граѓаните во било која институција. Тоа е суштината. И така ќе се одбраниме државата. Сега да не ги изимам примерите, може по устав е да во Америка сите се американци. Во Австралија се сите австралици. Меѓутоа, тоа не ги спречува да се дојдете таму да си негувате своите посебности. Во Хрватска, каде што повикуваат, има, нели, хрватски граѓани малцинства, меѓутоа малцинства сите права ги окажуваат, ги уживаат. Таму македонците сум имал прилика како советник да отидам во Самобор, во печатницата каде што била испечатена книгата Бели мугри. Македонците таму ги имаат сите услови, својата култура, традиција да ја развиваат. И кај нас така е, но треба да ние покажеме единство.
Димовски, го коментиравме ја коментиравме изјавата која пристигна вчера од делегацијата на Европската унија. Во ист ден стигна и соопштение од американската амбасада. Европската унија се осврна нели на заклучоците од Советот. Тоа е конкретно односно на барањето за одложена примена на уставните измени, а американската амбасада зборува за тоа кој ќе биде во влада, кој не, вели граѓаните одлучуваат. Како ги разбравте овие пораки? Видете, ние следниот период, а и веќе последниве неколку недели, и следниот период ќе видиме стара лента. Ќе видиме многу битни политичари од Европа кои што ќе доаѓаат тука или со видео пораки ќе ни се обраќаат и ќе ни велат ова е последно што треба да направите. После тука како што беше за Преспа. Тоа сакам да го кажам. После тоа готово све. Значи кампањата за Преспа беше за Европска Македонија, не беше за натовска Македонија и ветувањата беа дека тоа е последното нешто што ние треба да направиме за да го исправиме патот спрема НАТО и спрема ЕУ. После тоа влеговме во НАТО, да, имаме придобивки во смисла некаква безбедност, кохезија во општеството и така натака, но ние не го валоризираме тоа. Немаме подобро образование, немаме подобро здравство, немаме подобра економија, немаме подобри институции, она што ги интересира граѓаните. Така да, мислам дека прават погрешна проценка пријателите кои што работат во дипломатските представништва тука, веројатно е нова постава, не е истата постава која што била во Преспа и не помагаат со такви реакции, заради тоа што не е проблемот политичарите во конкретна ситуација. Ние имаме 80% од македонците во Република Македонија кои што се против на ваква тенденција, на ваков притисок, на вакво, со извинение, силување на политичките процеси во Република Македонија. За разлика од НАТО, кај што беше пресек влегуваме во НАТО, влегувањето во Европската унија е еден малце поконтинуиран процес, каде што ќе треба и многу други реформи да правиме. Ќе треба да намалиме администрација, можеби. Ќе треба да зголемиме даноци, можеби. Ќе треба пола од судиите да ги отпуштиме од работа. Ќе треба големи исчекори да правиме. Иако ние на почетокот сме подложни на притисок, на уцени, не дај Боже, на методите од Преспа кои што ги преживувавме, тогаш ние тоа ќе го влечеме како горка жичка, како затруено ткиво низ целиот процес кој што ќе трае 10, 15, 20 години, дај Боже пократко, и ќе создава и фрустрација кај граѓаните, ќе има политичари кои што ќе сакаат да ја валоризираат таа фрустрација кај граѓаните, ќе имаме елементи во општеството кои што легитимно ќе застанат еден ден и против тоа. И ќе направиме поголем хаос. Така да, кога мене би ме прашале, би ги советувал да намалат со такви упатства, иако ги разбирам добронамерно, но слухот на граѓаните на Македонија е истанчен веќе. Сме читале, вадат сега по социјални мрежи, што Хавиер Солана кажал 2005 година, дека готово за 2 години членки на Европска Унија ќе стане. Неискрен е односот во одреден дел на меѓународната заедница спрема Македонија, заради тоа што Македонија е државата која што ги исполнува сите граѓански човекови права на највисоко ниво во споредба со повеќето од нашите соседи, дури најмногу во споредба со тие што веќе се членки во Европската Унија, каде што базични човекови права на идентификација не се почитуваат. Има држави во Европската Унија кои што на попис не те прашуваат воопшто што си. Тоа е едно. Второ, нема друга држава во Европа која што направила толку тешки и толку сериозни отстапки како што направила Македонија. Почнувајќи од времената спогодба, да не ги бројам сите работи од тогаш. И на секоја таква прескртница нас истото ни се случува. Ајде сега крупна одлука, треба лидерство, само уште ова. Ама 10 пати е само уште ова. А го читаме францускиот предлог и гледаме дека не е само уште ова. Не е добро. Не е добро да има такви реакции, заради тоа што политичарите, велам, тргнете ги на страна, небитни се. Кај граѓаните
се појавува семка на недоверба кон целиот процес. Без поддршка од граѓаните, еден ден Ако ова се ќе... погледнат последните анкети, граѓаните уставните измени и проблемот со Бугарија ги ставаат малку подолу, реалните проблеми ги рангираат високо горе, тоа што ги тишти, тоа се безпарицата, сиромаштијата, образованието, здравството, проблемите во правосудството. Последната анкета на NDI конкретно тоа го покажа. Според последната анкета и ВМРО-ДПМН има далеку поголема поддршка од граѓаните за разлика од Социјалдемократскиот сојуз, но за партиските рейтинзи подоцна околу судскиот совет и случувањата во правосудството споменавте и вие, работата на судскиот совет се претвори во вистински циркус. Сега има ли начин собранието да ги промени работите и председателот? Двајца од членовите, со оглед на тоа што сте поранешен пратеник, ве прашувам, двајца од членовите си поднесоа оставка. Дали може собранието да ги отповика своите предлози и председателот да ги отповика своите предлози за да се формира нов состав на судскиот совет? Може би ќе речете ова е надвор од законот, но и разрешувањето на Дамева беше надвор од законот. Повторно, Бојана, ќе отворам едно прашање, чувството на лична совест и одговорност. Ама го имаат ли? Тоа не можам јас да кажам за според тоа што го гледаме, нема еве овие двајца што си совест и поднесоа. одговорност. Значи, прво имавме председател на судскиот совет кој што си поднесе оставка, не се дообјасни кои притисоци и како вид на притисоци и се била изложена, беше образложение заради одредени притисоци се повлекува. Се стави нов председател кој што беше разрешен надвор од сите правила, оноко колку што законот јас го читам за судскиот совет. И сега прашањето дали јас или Иле сега да земеме дека можеме кој идеме од Велес за Скопје, додеме по другиот пат што од Скопје за Велес. Ке се удриме некаде, не е тоа законски. Така? Е сега како можете вие да скршите закон? Па значи Дамева не беше луѓе законски. кои што треба да го бранат законот, треба да штитат од злоупотреба на законот, да санкционираат злоупотреба на законот, направија потези кои што се спротивни на нивниот закон. Значи, таму јасно стои како се именува и разрешува председател. Па после, ајде, па некое решение кое што не е од мојата област, се најде, па се поништи таа одлука, па нова одлука, па нов председател, и сега од тука натака компроментацијата на тој судски совет е голем. И сега дали тие чувствуваат совест и одговорност и мислат, добре, сега ние ќе почнеме најсериозно да се, најодговорно да се вршиме работава, па ќе ги демантираме, или најлесно би било да речат, ајде луѓе, да си дадеме оставки и да се избира нов состав на судскиот совет. Сепак, законодавецот тука не предвидел заштитни механизми од тој дел што би се случило ако дојде до вакви ситуации во судскиот совет. И сега ние имаме некои, како да кажам, ситуации во кои што гледаме дека не е во ред, граѓаните реагираат, меѓутоа механизмите се ограничени. Советот цитира, Димовски ќе се согласите, има ли начин собранието да... Не, законот, да бидеме прецизни. Прво, судскиот совет не е полош од другите институции во државата. Собранието на Република Македонија имаше 8 месеци без пратенички прашања, што е регулирано со устав, не со закон, па никому ништо. А судскиот совет е само една по-експлицитна појава на функционирањето на сите. Сепак е највисоко судско дело. Собранието е највисоко државно тело. А крши устав во многу наврати, како да ви кажам. Да не драматизираме во смисла дека леле сега судскиот само е по-експлицитно, по така фолклорно изгледаше таа расправа таму. Прва работа, втора работа, ако дојдеме до дискусија која што вие отворивте, што е легитимно, тогаш се поставува прашањето дали ќе понесе председателот на државата
одговорност за тоа што предложил такви 20 членови. Еве кај него можеме да индивидуализираме, така? Ако ги тргаме овие 20, да и он нека си поднесе оставка заради тоа што имаше дилеми уште кога го предлагаше едниот од членовите во судски совет и самиот председател на државата рече, ама јас се консултирав со партијата. Тоа е деградација на правниот систем. Инаку во делот на законодавството, јас сум учествувал во многу од тие гласања за закони, нема оставено прошто. Така, вие бевте и председател на комисија за избори и именување. Зошто тоа е така правено? Пак во координација со амбасадите се правеле, нели, ваква твининг програма, таква твининг програма, независност на институции, да не може политиката да се меша и така натака. Нема оставено простор да може собранието да ги разреши тие што ги назначило, пошто има точно точки во кои што им престанува мандатот, кај што не е предвидено разрешување. И собранието не може да го направи тоа. Останува, ако некој од нив, како тие двајца што поднесоа оставка, ако некој од нив процени, е нивна работа, но не ја прифаќам тезата дека само судскиот совет. Тоа е само една пофолклорна експликација на тоа како ни функционираат сите институции. Ако двајцата предложени од председателот Пендаровски сносат одговорност, носи и председателот одговорност. Ако тројцата избрани од собрание сносат одговорност, тогаш сноси одговорност и тоа мнозинство кое што ги избрало. И така треба да ги кажеме директно. Многу едноставно партиите заради слухот на јавноста да кажа леле срамота судскиот совет видете, ама извинете, таму најмалце 5 члена се избрани така како што објаснивме досега. Многу е посериозен проблемот со судството генерално и со јавното обвинителство. Мислам дека губиме време дискутирајќи едни вакви фолклорни појави. Јас мислам дека сме дојдени до ситуација во која што било какви еволутивни методи на реформи во правосудството нема да дадат ефект. Треба да почнеме да размислуваме и погласно да зборуваме за револуционерни методи. Дали тоа ќе биде систем на бодирање, најдобрите да напредуваат, најслабите по дефолт на закон да испаѓаат од судската фела. Дали тоа ќе биде ослободување на можноста и видни правници, адвокати, професори да стануваат суди не само по списокот Академија за суди и обвинители. Дали ќе биде проверка на имот, дали ќе биде воведување на некој мандат од 8 од 10 години за суди. Да, но секогаш постои страф од злоупотреби на да, сите тие. но таму кај што сме 3% е довербата во судството, 2% во јавното обвинителство. И веќе не можеме ние да зборуваме за двајца луѓе во судски совет се проблем. Не. Значи, може би се проблем, може би не се, не сакам да навлегувам. Ние имаме системски проблем со функционирање на тоа. И верувајте, оние амбасади кои што најмногу учествувале во креирање на одредени концепти за реформи, кои што имале проекти, кои што финансирале, тие први ќе ни стават вето утре кога ќе преговараме за тоа. И ние можеме да се лутиме, да им кажеме на холандскиот амбасадор, ама видете, вие лобиравте за гласање за закон за јавно обвинителство, после се буните за изборот на Абази. Тоа го пишуваше во законот, си гласале обвинители. Значи, ќе треба малце повеќе да си ја цениме нашата фела, нашата стручност, да соработуваме со сите, но да ги предвидиме работите какви ќе бидат. И пак ќе речам, и тука ќе завршам со ова прашање, еволутивни методи за реформи во правосудството според мене треба да бидат исклучени од дебата, треба да разговараме за револуционерни методи, односно длабоки засеци и пресеци во таа сфера. Николов, кога сме кај проблемите со кои што се соочуваат граѓаните, според последната анкета на НДА, повторно ќе се повикам, се разочарани од владењето на СДСМ. И тука споменав, не се проблем уставните измени, проблемот со Бугарија. Граѓаните имаат проблем со тоа што власта се поврзува со бројни коруптивни скандали. Инфлацијата ги изеде покачувањата, буквално можам слободно да кажам, ништо од реформите кои СДСМ ги ветуваше во правосудството. Нема нов клинички центар, нема реформи во образованието, буквално експериментални генерации. Имаме, живеачката е тешка, вака кажано, едва се врзува крај со крај, ни две просечни плати не го крпат едно 4-члено семејство, барем тоа го покажа и податоците од последната синдикална кошница. Со што СДСМ ќе ја бара довербата на избори од граѓаните? Сега
Тоа е прашање за раководството на СДСМ. Иначе, анкетите по правило се одраз на моменталното расположение на граѓаните. И во континуитет има анкети во кои што ВМРО ДПМН има повисок рейтинг од рейтингот на СДСМ. СДСМ веројатно ќе ги промовира оние работи кои што ги направил позитивни, зголемување на минимална плата, ослободување од одредени давачки на граѓаните, понатака и влегувањето во НАТО, отварањето на процесите. Ќе видиме ова како ќе заврши, мада би посакал сите да испаднеме како победници, да нема поразени од оваа работа. И едноставно, меѓутоа, ние на наредните избори, за мене ќе биде лично поразително, што повторно ќе се доведеме во ситуација да граѓаните кои што ќе испанат да гласаат, ќе гласаат против некого, а не за. Значи, тоа е ситуација која што е најтешка за една држава и за понатака и таа влада што ќе дојде. Значи, нема да прво ќе предпоставувам и на анкетите голем дел од граѓаните се воздржани, не кажуваат дали ќе гласаат, некои отворено кажуваат за никого, некои викаат нема да испаднам за гласање, тие се движат меѓу 40-45%. Другите ќе испаднат за жал да гласат против некого, а не за некого или за личност, за програма, за досегашно работење или за нешто друго. И ние повторно ќе видиме ситуација некој да казнуваме на изборите, наместо да избираме некој што ќе ја води државата и што ќе има капацитет да ги решава проблемите. Граѓаните се многу свесни, меѓутоа ситуацијата така ги доведува во ситуација. И се надевам, сега зависно од тоа кога ќе бидат изборите, ќе се успее да се представи секоја партија во рамките на она што смета дека е најдобро. Треба да внимава на кадровскиот состав, треба да внимава на програмската понуда, да се обрати да објасни за минатиот труд што го вложила и резултатите што ги постигнала и да им даде избор на граѓаните. И она што може што ќе го вети, да го исполни, а не само празни ветувања. Со оглед на тоа што сме пред крај на емисијата, Димовски сосема накусо, ако анкетите покажуваат убедливо водство на ВМРО ДПМН, зошто ВМРО ДПМН е седна на преговарачка маса со Ковачевски? За да покажеме дека не сме антиевропска партија, дека не држат место сите напади, да покажеме дека власта нема двотретинско мнозинство, да покажеме дека власта не може сама да го реши проблемот кој што сама го создаде и да им презентираме на граѓаните дека имаме визија како да излеземе од овие проблеми и мислам дека е одговорно. Било каков диалог не треба да биде нити отфрлан, нити негиран. Од тој аспект за мене беше без разлика што заврши лошо, во ред. Нека има повторно. Јас немам ништо против тоа. Тука е крајот на емисијата, ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со Алфа, имајте пријатна вечер.